Сега сме во едно место каде што не верувам дека постои жена која нема да излезе од овде посреќна, порасположена и поубава. И за да ја доживееме убавината на Дизелдорф, неминовно беше да го посетиме студиото Соник, каде не пречека нашата прекрасна стилистка Сонја Јовановска Јакимовска. Сонче, добар ден. Добар ден, добро ми дојдовте. Многу се радувам што сме овде на местото кое не постои многу години, ама онолку колку што постои, ти успеваш да ги разубавиш не само македонците во Дизелдорф, македонките, туку и сите клиенти кои не се секогаш само македонци, така? Така е. Во овој град има толку многу од секоја земја дојдени луѓе, така да сите се задоволни и сите се пресреќни. Вие дојдовте овде пред неколку години, би рекла пред стартот на пандемијата, и не беше се така лесно и не беше се така розово колку што е овде убаво розово во вашиот салон, но борбата да ги остварите вашите соништа и да истраете во сите предизвици не престана ниту еден ден. Колку е тешко или лесно да се снајдеш и да направиш, да градиш една успешна приказна каква што е приказната на Соник, која во Скопје, во главниот град на Македонија, има подолга традиција од 20 години, а овде веќе некоја година? Тешко е, не е лесно, значи кога дојдовме морав многу работи да поминам овие 3-4 години, буквално со голема борба, али оној кој сака може се, оној кој е упорен, никогаш нема да изгуби, никој не треба да се откажува од својата цел во животот, затоа што и покрај непризнатото школо и останатите работи што не спречуваат во нашата земја, може секој што уме и знае да покаже и докаже колку знае, да стигне до мајстер, до едно макотрпно школо кое 2,5 години си иде секој дневно. И од кога се тоа ќе се помине, се доаѓајте така до една убава цел, како што ние успеавме да го прошириме Соник како во Македонија, така и во Дизелдорф. Дали за да бидеш добар фризер и добар стилист е неопходен само талент или нешто плюс? Пред се е талентот, двете рачиња како работат, како би рекле старите, а потоа и не знам. Не престана едукација? Никогаш не треба да се престане едукација, значи секоја година има саеми, семинари кои мора да се посетуваат, тоа да е и најмала ситница, буквално една мала е нешто ново и плюс. Човек учи додека е жив, тоа го кажале старите, а и ние мислам дека треба да продолжиме секогаш така. Доаѓаат ли многу македонци тука? Доаѓаат доста македонци, доаѓаат хрвати, срби, македонци, доста германци од сите националности, да. Речи си да нема некој голем настан, музички настан, спектакл, гости кои што од Македонија доаѓаат тука во Германија, а ти да не си вклучена во средување, шминкање и се она што значи добар изглед на сцена. Не само што си вклучена и за настанот по кој повод сме ние дојдени, концертот на Наум, Зуица и Мишел со бендот, туку беше вклучена и во стајлингот на Каролина. Така е. Синоќа се деси прекрасен концерт со Каролина Гочева, која е многу мила и драга, и чест ми беше да соработувам со нејзе. Вечерта беше прекрасна и ми беше задоволство да го изведам се тоа, и нормално секој следен кога ќе дојде, вратата му е отворена и со цело срце и душа ќе ги задоволиме нивните потреби. Исто така утре е денеска е настанот со Наум, така, со Наум Петревски и Зуица Лазов и останатите, и ќе ни биде исто чест и задоволство за неколку часа да тргнеме и таму и да го завршиме и денешниот ден. И ноќта, и оваа ноќ да биде исто прекрасна како вчерашниот концерт на Каролина Гочева. Да. Оваа ноќ верувам дека ќе ги обедини сите македонци од Дизелдорф и регионот да дојдат и да покажеме дека не има насекаде. Во Македонија рече си да нема звезда која не си ја средувала, која не си ја разубавела. Која е најславната личност во Германија која си ја разубавела? Коре Шумахер. Тоа е нашиот клиент кој од семејството Шумахер. Од семејството Шумахер, тоа е жената, бивша жена на Ралф Шумахер. Има и други останати, али
ќе видиме понатака што и како ќе биде. Ја знам дека ти си скромна и можеби во моментов не можеш да се сетиш. Ајде да ги охрабриме накратко сите оние кои што доаѓаат од некаде далеко и сакаат да почнат да градат некоја приказна која не оди секогаш така лесно и подмачкано, но што е најнеопходно во првите година или две? Првите години и две се најмакотрпни, никој никогаш да не се откаже од својата цел. Секој кој сака да успее нешто само со многу труд и преку многу трнлив пат треба да пројде, али оној кој сака никогаш не треба само да се откаже од својата цел, да продолжи дале и да биде многу трпелив и упорлив. Јас верувам дека и вие како и сите се дружите редовно на литургиите, за викендите во црковната општина и драго ми е што и таму сретнавме многу македонци, многу верници, многу луѓе со добри срца кои каде и да одат ја носат Македонија со себе и посакувам и понатаму да бидете секогаш обкружени со добри луѓе и секогаш кога доаѓате во Македонија да имаме прилика да се видиме и да споделуваме добри искуства. Така е, Македонија никогаш нема да ја заборавиме. Благодарение тука на попот Трајче се соединуваме исто така сите во тој убав топол храм и тоа ни е баш чест и задоволство, а нормално кога ќе дојдеме во Македонија повторно со сите на исто место ќе се сретнеме. Па јас ужива во разговорот, верувам дека и вие се радувате на оваа успешна македонска приказна далеко од Македонија во срцето на Дизелдорф е студиото Соник. Секој еден кој што ќе има прилика да биде овде турист, гостин или да престојува подолго, се разбира, може да дојде овде, да се подружите и да разубавиш некое срце, машко, женско, седно, бидејќи овде колку што гледам имате и машки клиенти кои што уживаат во сите услуги на студио Соник. Имаме. Во секој момент може да повели секој што сака. Ние се наоѓаме во центарот на градот, на Корнелиус Штрасе 57. Тука сме за сите и чест и задоволство ми е да кажам дека си ја пронајдов Тања, која е Beauty Angels академија, која стварно супер соработуваме и тоа е цел козметички дел кој опфаќа боцкања, ботокси и останати козметички понуди. Да, во моментов не е тука, баш ми е жал што се уште не е стигната, али за кратко време ќе ја донесеме и во Македонија и нашите клиенти од таму ќе имаат можност да научат нешто и да се разубават од рачето на Тања и Маја. Ви благодарам многу и посакувам уште многу долги успешни години на студио Соник. Благодарам многу и ви благодарам што дојдовте.